Невладини здруженија кои што ги застапуваат правата на лицата со попреченост првпат преку работни групи се вклучени во подготовките на Националната стратегија 2023-2030 година. На централното одбележување на меѓународниот ден на лицата со попреченост пред присутните представници на институциите, невладините организации и лицата со попреченост беше представена драфт верзијата на повеќегодишната стратегија, информира Благица Димитровска од Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива. Оваа практика треба да се почитува и понатаму, да се повикуваат сите оние што работат директно со лицата и со податоците од терен да влегуваат во идните стратегии, но и на локално ниво оваа практика треба да продолжи, за да можеме да имаме навистина документи кои ќе ги исполнуваат критериумите и стандардите кои се пропишани во меѓународните документи што ги ратификувала нашата држава. Досега беше пракса да подготвуваат експерти кои никогаш не стапиле во контакт со оваа категорија на луѓе или многу мал круг на луѓе познаваат, не беа повикувани оние што теренски работат, што директна работа што допринесуваат за оваа категорија. Начинот на одбележување беше достоинствен, без некои церемонии каде што лицата со попреченост ќе се гледаат како луѓе кои немаат способности, туку напротив, заедно со институциите ја слушнавме драфт верзијата и во идниот период ќе имаме можност да даваме дополнувања на она што го слушнавме, за да се комплетира овој документ. Пристапност на институциите и училиштата, обученост на наставниот кадар за работа со лицата со попреченост, но и вработување по квотен систем е она што го бараат невладините здруженија за подобрување на севкупните услови за оваа категорија на граѓани. Најгорливото прашање во сите сегменти во кои учествувавме е непристапноста на објектите и на институциите. Побаравме сите објекти да бидат пристапни затоа што тоа е и законска обврска според законот за градба, но не се почитува. Не може едно образование да биде инклузивно ако нема пристап и ако нема внатре пристапност и соодветни услови и на горните катови учениците со попреченост да бидат прифатени и да имаат можност да влезат. Тоа се случува во секој сегмент на правата на лицата со попреченост и најгорлив проблем. Треба да се работи на таа проблематика. Исто така во училиштата соодветен кадар треба да е обучен, почнувајќи од наставниците, но и сите други. Гледаме дека има образовни асистенти кои се вклучени 2 години, кои се веќе вработени во образованието, но образовниот асистент не треба да биде клучниот човек. Тука клучниот човек во училницата е наставникот. А ние започнавме со низ цела држава да подготвуваме пристапна средина во внатрешноста, односно сензорните соби, но треба во секој училиште да има и спрема потребите на учениците да се оформуваат алатки кои ќе им помогнат понатаму да ги совладуваат програмите. Ако децата се образувани, понатаму ќе имаат можност до вработување, а во делот на вработување се подготвува нов закон, што мислам дека ќе има квотен систем, каде што ќе имаат должност сите компании со определен број на работници да имаат определен број на лица со попреченост, што е нешто позитивно пано. Според Димитровска, досегашната практика покажува дека сите национални документи, стратегии и законската рамка што се однесуваат на лицата со попреченост се во ред, но не се исполнуваат во целост. Она што го очекуваат невладините здруженија во иднина е целосна имплементација на Националната стратегија за правата на лицата со попреченост 2023-2030.